И здраво на сите, се враќаме пак со влогоите, со нов мотор, после 2 години негде нов мотор, нова кацига, нова опрема, многу нешто битно, нова камера со поширок агол, хоризонтално ќе се снима, поквалитетно, GoPro камера, сепак не е кинеска реплика како претходната. И денес ќе одиме на место кај што бевме со хамачите, тоа е Тиквешијата малце, само малце проширено ќе име. Тогаш бевме до Тиквешко езеро и низ Кавадарци малце, сега ќе име пак до Тиквешко езеро, само ќе име кај Браната, односно друга страна. Од таму преку Кавадарци градот, одиме на кај Тиквешко Мариово, тука негде до кај селото Мрежичко негде, и се враќаме назад. Ќе се оди стандард како нормално, не има друг пат преку Плетвар, Плетварот мора да се помини. Се исклучуваме после Плетварот десно за Кавадарци, кај селото мислам дека Возарци беше вртиме десно, идеме кај Браната на Тиквешко езеро, тука една пауза и продолжуваме понатаму. Само да го повлечам тоа што го реков пред малце дека нема друг пат, Плетваро мора да се премини. Ако го имате гледано претходното видео, еднаш пробавме преку Витолиште да одиме. Има пат од таму преку Витолиште, ама 20 км негде не е асфалтиран, до селото Мајден негде. И после веќе асфалтот почнува од селото Мрежничко таму или Мајден, не знам точно, ќе видиме денес. А како што гледате, ние сега веќе го искачуваме Плетвар, сме од Прилепска страна, одиме нагоре, многу сообраќај нема, сето е раззеленето наоколу, се разбира нормално пролете мај месец и природата е веќе отворена. И сега веќе почнуваме да слегваме од Плетвар, од десна страна е воочлив прекрасниот поглед со зелени илои од височина. Има по некој комбе, некој шлепер по патот, сепак рано уште са бајле 10 и нешто е садот. А ние си продолжуваме по патот кон Кавадарци и Тиквешко езеро. Патот е полн со кривини, последно кога бев се праеше долу, така да може ќе оди малце побавно тука по патот, ама останува да видиме. А сега пред нас го гледаме еден од најбесните автомобили на 20-тиот век. Многу го посакува, но малку го има. Некои го знаат како Fiat 600, некои го знаат како Застава 750, но ние и вие сите го знаеме како Фичо. Еве и тој го гледаме, моментално е управуван и стабилизиран, балансиран од двајца луѓе внатре. Се движи тој по овие кривини, угорници и удолници на Плетварот, се со некоја цел да стигне некаде, како и ние. И така, тука стигнавме сега каде што се работи на патот, како што реков и претходно. Можеме да ги забележиме работниците лево и десно. Например, еве еден десно го држи стапот да не падни, додека друг лево го држи, ја држи една од сталките да не падни, која што го обележува патот за движење. Но тие додека си работат, ние да си продолжиме по патот кон Тиквешко езеро. Сега движиме низ една од клисурите после Плетварот, каде што се работи на новиот автопат од Велес за Битола, и тука за малку погрешка изненадно
Ќе удревме и ќе рушевме еден од столбовите за новиот автопат, но за среќа се убаво се заврши, успеав да завртам во лево и да поминам понатаму. Сега тука гледам и на таблата, треба да завртиме десно за Кавадарци и вртиме десно и одиме само право се додека не стигнеме до селото Возарци, мислам дека беше. Како што гледате на знакот, сега влегуваме во селото Возарци. Тука штом влезете веднаш, вртите на правото десно. И тука одите само право, но тука е многу важно на почетокот да се внимава, бидејќи има 4 легнати полицајци, кои се со боја на асфалт и не се забележителни, па ако не ги видите многу ќе се нервираат и ќе карате. Еве јас, например, од 4 легнати, само еден го видов и домакински го преминав. Тука штом стигнете кај што се дели патот кај еден мост, не одите преку мостот, туку вртите лево. И конечно стигнавме ве го Тиквешко езеро. Прекрасно, има доволно вода за да биде убаво, времето е убаво сончево. А ние тука стигнуваме и при крајот од првиот дел од ова патување. Во следниот, односно вториот дел, ќе одиме од тука па се до Мрежечко. Не заборавајте да го гледате што ми излезе, а до тогаш се слушаме се најдобро.